Македонските синдикати излегоа на протест со барање да се зголеми минималната плата на 600 евра, со што ќе се зголемат и останатите работнички плати, за да се намалат последиците од инфлацијата и вложениот животен стандард. Со околу 400 евра македонските работници ја заработуваат најниската минимална плата во регионот, а растот на трошоците за храна и инфлацијата се меѓу највисоките. Минималната синдикална потрошувачка кошничка достигна 1100 евра, од кој 1/3 одат за храна, а 10% одат за режиски трошоци. На семејствата кои живеат под кирија месечно им се потребни приходи од најмалку 1350 евра. Така практично и со две просечни нето плати одвај би се покрила само минималната кошничка. Работодавачите тврдат дека не може да го понесат товарот на зголемување на минималната плата поради ниската продуктивност на работниците. Од друга страна пак, синдикатите тврдат дека не се вложува доволно во опрема и капацитети за да се подобри економскиот аутпут. Работниците исто така не се мотивирани да ја подобрат продуктивноста со овие плати и се повеќе емигрираат надвор од земјата, а истовремено се зголемува увозот на ефтина работна сила од странство. Во март ќе се изврши законска корекција на минималната плата согласно трошоците за живот, но износот од околу 30 евра не е доволен според синдикалните организации. Владата порача дека ќе го поддржи секое решение кое ќе го договорат синдикатите и работодавачите, но нема напредок во рамки на социјалниот диалог.